Беше тоа на 9 април 1933 година, кога во Велес е роден Тихо Најдовски, македонски писател, еден од основачите и долгогодишен управник на меѓународната книжевна манифестација Рацинови средби. Член на Друштвото на писателите на Македонија било од 1969 година. Автор е на книгите Трепетлика, Јасминка, Солзи, Олеандровиот цвет, Увил, Меѓа, Мерка за немирот и други. Добитник бил на наградите на РТС за книга за деца на Струшките вечери на поезијата, Климент Охридски, 9 ноември, награда на градот Велес и други. Починал на 24 април 2007 година. На 9 април 1873 година во Велес пристигна првиот воз од Солун. Поради тоа, 9 април е прогласен за Ден на македонските железничари. Беше тоа на 9 април 1909 година, кога турски офицери на импровизираното игралиште на Полјанката зад некогашната учителска школа во населбата Ислахане и Дадија, во Скопје, го одиграа првиот надпревар меѓу себе. Овој датум е прогласен за Ден на македонскиот фудбал. На 9 април 1941 година, Битола е окупирана од германската фашистичка војска. Беше тоа на 9 април 1942 година, кога во Битола е убиен Ордан Чопела Кулак, припадник на македонското национално ослободително и комунистичко движење и учесник во антифашистичката војна во Вардарскиот дел на Македонија. По окупацијата на Македонија од страна на Бугарија, станал член на местниот комитет и на војната комисија во Прилеп. Бил учесник во партизанскиот напад на полициската станица во Прилеп на 11 октомври 1941 година, кога и бил испратен на партиска работа во Битола. Тука станал член на местниот воен штаб за Битола и заедно со битолските комунисти учествувал во активностите за формирање на првиот битолски партизански одред. Во пробалата на битолската партиска организација на почетокот на 1942 година, бугарската окупаторска фашистичка полиција ја блокирала куќата во која тој живеел како илегалец и упаднале во неа со цел да го фатат. По краткотрајна борба бил ранет и заробен. Бил жестоко измачуван, но полицијата не можела да извлече никакви информации од него. Во време на таа физичка тортура во битолскиот истражен полициски затвор бил убиен без да биде суден и осуден. Бил прогласен за народен херој на Југославија на 2 август 1949 година. На 9 април 1954 година е родена Виолета Ачковска, македонска историчарка. Во 1978 година се вработува во марксистички центар Мито Хадживасилев Јасмин како стручен соработник од областа на современата историја. Во 1989 година преминува во Институтот за национална историја во одделението за најнова историја, а од 1998 година се вработува како доцент на Филозофскиот факултет во Скопје на Институтот за историја. Таа е еден од авторите на музејската поставка во Музејот на македонската борба за самостојност и Археолошкиот музеј на Македонија по неговото вселување во новите простории. Како автор и соавтор објавил околу 40 монографски и други трудови, повеќе од 100 научни статии и поголем број други стручни прилози. Беше тоа на 9 април 1959 година, кога е роден монсеньор доктор Киро Стојанов, моментен католички бискуп на Скопската бискупија, како и струмишко-скопски епарх за католиците од византискиот обред во Македонија. Стојанов е првиот католички бискуп од македонската националност по 104 години. Тој се заредил во 1986 година како свештеник. Од 1999 до 2005 година бил помошен бискуп на Скопската бискупија со чело на бискупот Јоаким Хербут. Во 2003 година се зачленил во Малтешкиот ред. На 9 април 1983 година умре рускиот педагог и кореограф на балетот при Македонскиот народен театар во Скопје Александар Доброхотов. Тој е прв балетски играч на скопската балетска сцена. Роден е во 1909 година.
Беше тоа на 9 април 1986 година, кога е родена Ивана Младеновска, македонска сликарка. Младеновска е родена во Скопје. Високото образование го стекнува на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, сликарски одсек во класата на професор Вело Ташовски. Насока реставрација и конзервација, каде во 2008 година е прогласена за студент на генерацијата. Добитник е на наградата Димитар Кондовски за сликарство на 56-та годишна изложба на Длум за 2009 година. На 9 април 1997 година почина Стево Теодосиевски. На почетокот на 1950-тите години работи како корепетитор на програмата на Радио Скопје. Во 1954 година ја запознава Есма Реджепова, која подоцна ќе му стане животна сопатничка. Во периодот од 1960 до 1989 година Стево и Есма Теодосиевски живеат и работат во Белград, а потоа се враќаат во Скопје. Низ нивниот дом поминале 47 деца, кои биле израснати и воспитани во традиционален дух, достојно да ги наследат своите родители. Ансамблот Теодосиевски има одржано повеќе од 20.000 концерти, од кои околу 2.000 хуманитарни. Има издадено 108 сингл плочи, 20 лонгплей плочи, 32 аудиокасети, 15 компакт дискови, 6 видеокасети и има снимено 12 емисии од по 30 минути за македонската радиотелевизија. Беше тоа на 9 април 2001 година, кога во Луксембург е подпишана спогодбата за стабилизација и асоциација и времената спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Македонија и Европската Унија. 9 април е ден на македонските железничари и ден на македонскиот фудбал.